Вести, македонска музичка сцена. Новитети, промоции, настани, албуми. 60 минути музика на кирилица на радио Слободна Македонија. Мак сцена со Ване Марковски. 4 февруари 2016 година, Мак сцена. Едно ново издание, но и малку ќе го наречам специјално и посебно, бидејќи ќе биде посветено целосното издание, целосни 50 минути на нешто што е актуелно овој период, а беше зачнато некаде на крајот од 2015 година. Чекавме малку да помине време, од прилика 1 месец и неколку денови, за да работите малку легнати, да ги резимираме нештата и стартот на промоцијата на новиот албум. Долго очекуван. Елена Ристовска, наша гостинка во студиото денеска во Мак сцена и драга гостинка во Радио Слободна Македонија. Помина веќе 1 година како не се ни дојдена. Така мислам дека има. Не знам дали е цела 1 година, но беше може последно беше она што се сеќавам, беше оној мал краток мини, да кажам, концерт Unplugged кој го правевме тука. Концертот беше пред после гостувањето, така. Кажи ми како си. Одлично, фала на поканата. Многу ми е драго што ќе се дружиме со вас и со вашите слушатели. Во следниве, не знам, саат време претпоставувам. Така, до 13. Да, и ги очекувам, можеби со некој прашање или нешто интересно преку социјалните мрежи. Да, ќе се дружиме интерактивно на фан страната на Facebook, бидејќи имаше едно изненадување за нашите слушатели, ќе го кажеме веднаш на старт. Може. Може. Ајде ти да си го кажеш твој изненадување, да не крадам јас изненадување. Добро, сега изненадување. Се подразбира дека кога се промовира албум, дека убаво и да се наградат луѓе кои би сакале да го слушнат. Така. Значи имаме 5 слушатели кои ќе бидат најбрзи или најинвентивни во некакво прашање или не знам, не бе. Одлучи ти во кој принцип ќе одлучиме. Јас само што вака сакам да кажам денеска ќе направиме предмалку и во джинглот убаво слушнавме едно емотивно бегство, но музичко. Малку ќе го анализираме албумот без шминка, но од твој аспект, нели, работите колку толку се веќе легнати, помина 1 месец и неколку дена од официјалната промоција, за тебе многу повеќе албумот си се работеше, се калемеше, тоа се гледа и по квалитетот на песните. Меѓутоа, сакам да ја раскажеме приказната на албумот, суштината на него, и тоа ќе го правиме до 13 часот и ќе слушаме песна по песна. Предност ќе им дадеме на оние по-новите песни кои што се на албумот, кои што сега се актуелни во овој период. Така, може така, нели? Може, нормално. А знаеш ли со која песна ќе почнеме? Еве ќе слушна сега. Па претпоставувам со бешминка, не знам. Не, доживотно. Не, доживотно. Омилена ми е. Не знам зошто. Дека Даниел го има во спотот, затоа. Еве доживотно за стартот ова Мак сцена, Елена Ристовска, наша гостинка во студиото. Уште се навикнувам со болката, сме веќе на ти. И замислувам пак како спиеш и на срцево си ми. Ке изгледат на нас подеднакво среќата и тагата, но ти и јас исто ке значиме на секој јазик љубов. Доживотно ги памтам твоите раце, како нежно очи ми допират. Љубовта ја памти нашата среќа, давам се што имам да ти купам насмевка, да ти купам насмевка.
опират. Љубовта ја памти, нашата среќа. Давам се што имам, да ти купам насмевка, да ти купам насмевка. Давам се што имам, да ти купам насмевка. Макс-сцена на Радио Слободна Македонија, нашата Елена Ристевска, денешна гостинка. Оваа Макс-сцена посветена на Без шминка. Бура емоции на промоцијата на самиот албум. Тоа се случуваше на крајот од 2015 година, бидејќи и пред се мора да кажам дека обожавателите, почитувачите на музиката на Елена навистина и долго чека додека се појави токму албумот Без шминка, но она што може да се слушне таму и така како се исплатеше и времето што се чекаше за промоција на албумот. Ги средили, кажи ми веднаш впечатлоците од самата промоција, бидејќи навистина имаше бура од емоции. Јас не можев да дојдам од оправдани причини, јавно сакам да ти се извинам, бидејќи треба да ми бидеш лута. Ама бев на работа, еве колегите знаат, имавме емисија до 21, не, до 22. Кажи ми, ги средили импресиите и впечатлоците? Па секако да, помина доста време, но да бидам искрена, многу се израдував што всушност успеав и да организирам и да направам целата таа промоција, која всушност има едно 9 години од последната. Значи прилично многу долго време чекав. Искрена да бидам, се двоумев дали да направам таков тип на промоција или можеби некаков тип на, да речам, интернет промоција, некаков тип на, не знам, или можеби некоја кратка пресконференција, но не се покаја што направив еден да, што направив промоција, оној стариот тип на промовирање на цедиња се уште да кажам делува поинаку на луѓето. И те полни сигурно со позитивна енергија кога ќе ги видиш луѓето што ги сакаш околу себе. Да, и многу ми е драго што покрај тоа што повторно после неколку интервјуа ќе кажам дека иако сме ера на социјални медиуми, социјални мрежи, дека навистина многу луѓе се појави, иако имаше и доста кои не можеа бидејќи беше многу лош, да речам, предновогодишен период, а така се погоди и претходната да биде баш во таков сличен период промоција. 26 декември, ова беше 28, само 2 дена сум утвала. 2 дена разлика, да. И тоа од после го видов. Но да бидам искрена, бидејќи видов дека оној дел на промоцијата кај што имавме еден мал краток мини концерт со мојот бенд Троја, најмногу им се допадна на сите и да кажам се уште го зборуваат тој дел од промоцијата. Можам да најавам, глупо е да најавам, но наскоро и што поскоро во следниот период секако ќе се потрудам да не се чека 9 години, него многу помалку да го издадам следниот албум. Да, тоа го кажа во повеќе интервјуите следев и го потенцираше тоа што ме радува. Да, потенцирам заради тоа што навистина видов дека луѓето имаат потреба, можам да кажам така да го наречам тоа, дека имаат потреба да ме слушаат, да ја слушаат мојата музика, се поистоветуваат со моите текстови, песни, навистина е глупаво да им ускратувате на оние кои сакаат да ве гледаат и слушаат можност да го прават тоа. Така што би требало таа следната да биде можеби, не знам, концертна промоција. Концертна промоција, зошто не и концерт? Сигурно размислуваш за такво нешто за Без шминка, барем на крајот од годинава тоа. Читав и многу по социјални мрежи кога веќе ги споменавме. Луѓето го бараат тоа од тебе. Секако, да, и мене ми фали таков начин на перформанс, значи побаво нешто за пејачот концерт на сцена нема дефинитивно. За жал условите во кои работиме не дозволуваат многу често да имаме концерти, но ќе се потрудам што почесто и за тоа да бидам присутна повеќе на сцена. Дај Боже, да речеме можеби за година и нешто да направам еден голем солистички концерт, веќе трет во, да кажам, толку голем концерт во својата последните беа за Свети Никола, така во Метрополис арена. Во Метрополис, тој што беше официјален и голем во Скопје, другиот беше во амфитеатарот во Охрид, кој беше со поинаков концепт, нормално во склоп на фестивалот Balkan Music Square, ама пак беше концерт, да, без разлика што не беше таков тип на модерен концерт како што беше претходниот, да. Сега, кога се почна да се дознава за Без шминка, кога медиумите почнаа да шпекулираат дека ќе објаваш нов албум, каде што ќе се разголиш, па потоа кажа емотивно,
Се коментираше се и се што дека ќе видиме секаква насловна, секаков омот на CD-то. Навистина направи убава приказна за Бешминка, успеа на еден уникатен начин да ја пренесеш приказната на албумот. Јас знам дека одамна тлееше идејата за Бешминка, знам дека луѓето што се блиските знаат, обично ти си таа што води се. Сака се да ги држи конците во раце и тоа е доста добро за денешно време во кое што живееме. Бешминка, целосно твоја идеја, идејата на омотот, како почна да се создава таа приказна? Вака, во мојата кариера, во мојот, да кажем, живот можеби не, бидејќи не можете да предвидите што ќе ви се случува, поготово приватниот живот, так. Но на професионалниот, да кажем, во професионалниот дел од мојот живот, всушност секогаш имам концепт за нештата. А секогаш концептот произлегува од самата музика, од самите текстови, од самата енергија на аранжманите, кои во случајов за кои што продукцијата, аранжманите и композициите се погрижи Дарко Димитров, освен за доживотно, која е исто така е тој аранжер и продуцент, но композицијата и текстот се на Александар Милутиновиќ, препевот е мој. И А можевме, која е дел од CD-то Тоши и пријателите и беше издадена уште многу одамна, но сакав да биде ставена на мој носач на звук. Сите останати песни се создавени изминативе години. За жал немаше можност да се издаде овој албум уште пред неколку години, кога беа, да кажем, готови повеќето песни. И сите се производ од некакви можеби приватни чувства, некакви мои приватни приказни, па некако дефинитивно од доста па наваму автобиографските сегменти во моите песни навистина луѓето поинаку ги перцепираат. И тоа е нешто на кое треба секој пејач да обрне внимание. Јас се трудам да се максимално искрени. Сите мои текстови, нормално некогаш имате и наменски текст за дискотеки или за конкретен некој фестивал и слично, но најубаво е кога вие ги се соживувате со она што го пеете, но и тоа она што ќе го напишете. Најубава можност има секој пејач да го што може да си ги напише собствените мисли и зборови, да ги преточи во музика. Концептот произлезе од самата песна Бешминка. Во еден момент во изминатите години седнав, го направив текстот, што е обично спротивен принцип од она што го работам. Обично ги добивам мелодиите, па на нив правам, нели, текстови. Во случајов беше обратна ситуација, затоа и туку посебен текстот, затоа е повеќе раскажување отколку пеење, затоа не е претенциозен целиот албум. Претенциозен во смисол не се докажувам јас колку пеам или јас колку тука нешто, не знам, ќе отпеам, иако нормално дека не шепкам, туку пеам. Без шминка се напиша самиот текст. Седнав, напишав буквално на прозаична, да речем, целина, како проза беше напишан прво. Произлезано од некаква моја ситуација во која веројатно сум била, можеби во некој начин од нешто допрена, па така сум го напишала на еден начин, на еден лист. Отидов во студио и Дарко го виде текстот и, да речем, за прв пат одлучи да го преточи во музика, бидејќи претходно исто сум му праќала текстови и слично. Дарко е многу специфичен за да прифаќање на такви идеи. Значи, екстремно многу е специфичен и не можете да му вметнете било каков текст во неговите мелодии. Но овој пат беше воодушевен текстот. Ја виде енергијата искрена во него и емоциите isfрлени внатре. Сега јас многу ми е поинтересно кога зборувам за бидејќи ретко кој седнува кај нас во Македонија да напише рецензија на одредена целина наречен албум. Еве сама ги си направи се шегува. Па најубаво. Да, значи еве најубаво и најпластично работите ќе ги прикажам преку, да речеме, овие следниве 2-3 текста кои некои делчиња од текстовите ќе ги споменам, на пример без срам голако од мајка родена, клечам пред тебе јас на колена. Се мисли на себе си. Пред себе си. Само пред себе си сме сосема разголени, ама на било кој начин. Дали е тоа емотивен начин, значи ние си ги знаеме чувствата, ние се знаеме какви сме. Еве, ние жените без шминка, се мисли и на мажите и на жените без маска. Во секоја ситуација не имаме едно лице за јавноста, друго лице за самите себе си, пред самите себе си, и тоа не е нешто што ние го обмислуваме, туку тоа е нешто што природно ни доаѓа. Така, сега тука морам само да те надополнам со нешто за кое што дискутиравме минатата година пред да го издадеш албумот во контекст на ова. Помина, тоа веќе го кажа јавно, со твојот татко навистина турбулентен период, нели? Здравствен. Тогаш второто лице на Елена пред јавноста беше среќна Елена, нели?
кога ќе излезеше се смееше, но новинарите кога ќе но новинарите кога ќе дознае нешто дека ти се случува приватно, веднаш почнуваат да шпекулираат за сосем нешто друго. Така, за сосем некои други работи кои што нема врска со реалноста, па јас така ги поврзувам. Работите барем за вас кои што работите со музика, нели цел тој голем притисок да треба да го поднесеш, но наискрен си пред самиот себе си. Не чувствуваш должност да се... вистината за самите себе си ја знаете вие и вашите најблиски. Не може да ја знаат сите нормално дека не можете се да изнесете во јавност. Можеби еден ден во некоја ми ја свати поентата што сакав да кажам, така да. Ама можеби во некоја автобиографска книга еден ден ќе ги дознаете сите вистини и заблуди за кои сте ги имале за мене, за кои никогаш нема да проговорам бидејќи секогаш делува тоа како правдање и објаснување и така натака и безпотребно е. Искрено преку музиката пробувам тие нешта да ги разјаснам, да. Така што за мене има милион нешта. Ќе прочитате, ќе видите. Поврзувања тотално безсмислени, тотално небулозни работи ќе прочитате и видите за мене. Значи тотално. Ви кажувам, дури тоа ги погодува најмногу моите најблиски. Значи се случува и моите најблиски да искоментираат нешто што ги погодило. Дури некогаш сум им ја крива, у смисол, знаеш, као не ставе слики, како да не ставе слики, тоа е дел од мојата професија. Луѓето сакаат да гледаат убави нешта, сакаат да знаат каде сум. Луѓето што се поистоветуваат со мене, идолот, сакаат да знаат што ми се случува во животот. Затоа и се случува некогаш да си дозволат луѓето на улица да ме прашаат: "Еј, вистина ли ова?" Но знаете како, јас ќе кажам на некој така што искрено и природно ќе ми приде на улица, но поинаку е сето тоа во јавноста. Па ќе кажам, можеби еден ден сите нешта ќе ви станат појасни и ќе се префрлам на една друга песна, а таа немаш право ти да ми судиш, па ќе престанат некои луѓе да судат за нешта кои не ги знаат. Обично луѓето судат кога не знаат како стојат работите, кога се базираат на нешто што е напишано, видено, така случајно. Многу, за жал, многу веруваат луѓето во надписите, а не сваќаат дека некои медиуми, дали се тоа портали, дали се тоа весници и така натака, некои медиуми имаат трка за читаност, гледаност, отварање на статии, дали со тоа заработуваат повеќе, не знам, веројатно, но во таа трка тука се заборава човечноста, а тоа е многу, многу побитно прашање од се друго. Човечноста, значи, не можете да правите од секоја личност се што не треба да направите. Но ти одлично се бориш, не само ти, многу други твои. А и сите други колеги, јас ова го зборувам, да. И всушност морам да кажам, без разлика што албумот ми е посветен на внуката, нешто што ми е најдраго и најбитно во моментално во животот, мојата најголема љубов е внуката моја, Делфина. Да вика тет. Вика, да. Готово? Вика. Се шминкате ли заедно? Не, виште малечка, да. Но ова, сакав да кажам, песната конкретно, без шминка. И немаш право ти да ми судиш, ми е посветена на сите мои колеги, јавни личности, не зборувам само за пејачи. Сите работи јас ги знам за моите колеги. Многу нешта знам. И за Каролина, и за Тамара, и за сите оние со кои што јас се дружам. Сите нешта. Она другата страна ја знам и искрено сум многу се нервирам кога ќе стварно прочитам нешто и за нив. Значи, верувајте, исто како за себе да прочитам. Затоа видовте една реакција од Панчо, Шорти Пи, кој имаме дует и кој ги знае сите нешта. Ги знае буквално, многу сме другари, сме 200 години, можеби и подолго отколку што сум на сцена сме другари со Панчо. И тој ги знае, па сега можеби не знае 99% од работите, ама ги знае навистина многу. И бидејќи е револтиран што све ќе прочита за мене, ја поистоветувајќи се за себе секако, истото може да го прочита и за себе, а и го чита веројатно. Да, така. Значи, од таа, да кажам, побуда објави нешто јавно што мене искрено кога ќе видам од некој од своите колеги нешто такво премногу ми значи. Повеќе ми значи отколку да ме потапша по рамо и да ми рече: "Еј, абе, како не ме срамо вие што напишала." Така што секогаш ќе дадам еден совет вашите слушатели да внимаваат што се восприемаат како информација. Со резерва нека земаат се. Мислам дека тој го докажа дека е така со оглед на сите информации кои што се пишуваат. Веќе ги примаат со резерва. Колку повеќе има такви информации, толку мислиш ли? Се уште веруваат што се случува на улица да ме прашаат за некои работи кои се безсмислени, некои приказни што се плод на нечија навистина бујна фантазија. Јас искрено се уште мислам дека луѓето веруваат. А и не е важно, јас толку многу работи слушнав за себе што се као од сигурни извори.
Замислете за себе кога ќе чуете од сигурни извори и слушате на таква будалаштина, што не знам како им текнала. Значи, не знам, не можам ни пример да ви дам, сега има милион примери, но е банално да збориме за такви нешта. Ја би се концентрирала повеќе на албумот. Да се вратиме, јас сакам да кажам дека моментално тоа е нешто што сигурно е број еден и сигурно луѓето по улица, ако те застанат или и тие што не на улица, што те контактираат на Facebook или на Twitter или било каде, сигурно те прашуваат и за албумот. Сигурно постојат луѓе кои што денеска и тој име на прво место. Не само трачевите, така. Секако видете, јас знам една работа многу битна, да посветиме внимание на нив. Секако, најбитната работа кај еден музичар е да се слуша неговата музика. Па нема поголема сатисфакција од тоа кога ќе ме застане некој па на улица и ми спомне дека многу го погодила таа песна или слично, или еве на социјалните медиуми. Иако можеби луѓето мислат дека бидејќи ми стигаат стварно илјадници коментари од различен тип, мислат дека не ги приметувам, не ги забележувам убавите коментари, напротив. Мене многу повеќе ми значат убавите коментари бидејќи ме водат напред, отколку другите, освен конструктивна критика. Конструктивната критика исто така ме води напред. Да, таа е добра дојде на секогаш, да. Секако, нешто кај што грешите, а не знаете дека грешите, едноставно не можете да се перцепирате себе си онака како што перцепираат другите од страна, значи не можете да бидете исто. И автоматски е позитивно, но нормално кога ќе видите некоја глупост, нормално дека веќе почнав и да се смеам на тие нешта, веќе не ни реагирам. Но многу ми значат коментарите од типот на таа песна ме погоди, ја поврзав со мојата ситуација, со не знам разни сопствени, да кажем, искуства и ситуации, и тоа е најголемото богатство за еден пејач. Так. Сето друго е минорно. Тотално небитно. Се застанавме кај сопствената рецензија, така на... Да. Сега, но пред тоа само да ги пуштиме рекламите кои што малку ни доцна, да, па ќе се продолжиме. Од нас, Владо, не можеш до музика да дојдеш, верувам. А јас имам еден бољи предлог. После рекламите да ја пуштиме Бешминка, па после да ја искоментираме. Може, ето така, ајде. Мајка родена, клечам пред тебе јас на колена. Ни шминка, ни облека ме сокрива. Добро погледни, јас сум обична. Некогаш сум нежна како роза, некогаш сум како коприва. Но кога заспивам со чиста совест, јас се покривам. Шминка, јас ја избришав. Секој нека види што е лага, што е вистина. Немам веќе шминка, со солзи ја избришав. За подобро да видиш каква сум на вистина. Не пијам, не пушам, не се дрогирам, може премногу зборам и се нервирам, може би имам многу животни искуства, но тие ме прават едноставна во сршта. Јас не сум мајка Тереза, ниту ѓавол отлично, јас не сум Јуда, ниту нешто слично. Плачам, пеам и се радувам, се смеам, за дуги животи јас време немам. Шминка, јас ја избришав. Секој нека види што е лага, што е вистина. Немам веќе шминка, со солзи ја избришав. За подобро да видиш каква сум на вистина. Денеска во Макс Сцена ја раскажуваме приказната на Бешминка, нашата Елена гостинка во Макс Сцена, албум кој што го посвети на Делфина,
незината внука, како што вели најголема љубов и многу убаво име има, Делфина. Да, за тоа сестра Мизет, мислам, одговорни за името, а да ти кажам искрено, мене премногу ми се допаѓа тоа име. Така? Да, многу ми е драго. Така. Што се вика Делфинче. Еленче, Делфи се ја вика. Делфи, така е нагалено. Имаме многу интерес, мене ме изненади навистина голем број на убави прашања од наши слушатели, морам да ги поздравам, да им се заблагодарам што се на Facebook. Имаме албуми, да, ќе доделиме 5 за оние најинтересните. Ај така ќе кажеме, најинтересните прашања, нека бидат, да, 5 албуми имаме со подпис на Елена до 13 часот. Ако ни дозволат после и колешката Елена Сетинова, може да продолжиме малку. Јас и ти кога ќе се зазбориме, толзо. Нема крај, да. Се враќаме на Бешминка. Дека не зборам многу и тоа го пишува во Бешминка, нели? Во наводници дека не зборам. Да. Бешминка кога се објави дека ќе биде Бешминка, како текстот не е мејкап, да не зборуваме за мејкап. Во буквална смисла, да, не се мисли во буквална смисла, се мисли на без маска, без шминка пред луѓето, се мисли на метафорички начин прикажано тоа се. Вака, значи ни шминка ни облека ме сокрива, добро погледни, јас сум обична. Сега ова е веќе едно обраќање до другите, преку песнава, видете, ви се отворам. Погледнете, не сум јас од Марс падната, јас сум обичен човек како и сите вие, од крв и од месо. Да. Некогаш сум нежна како роза, значи имам нежна страна како и сите ние, мека страна, но некогаш сум и како коприва. Сум премногу толерантна како човек и ова е најпластичен пример каква сум всушност јас. Знам да бидам буквално како што кажав, најтолерантното суштество на планетава Земја, но се случува и навистина кога луѓето ќе претераат да избувнам, што можда и дел од мојот карактер како бик во хороскоп, но пак ќе кажам, нема потолерантен човек од мене на планетава Земја. Мислам дека можам со години да трпам и да ќутам и да толерирам и се во интерес на тоа да бидеме хепи, да биде секако што треба, да. Затоа што всушност јас со чиста совест, како што тука викам, но кога заспивам со чиста совест, јас се покривам наместо со кебе. Значи, јас најбитно е која сум пред себе си, да се знам и мојата совест е чиста за се што имам во животот и направено, но и што ми се случило. Тоа значи дека сум и пообична од обичниот народ. Не е тоа така све спектакуларно како што се прикажува. Јас кажав да не си во кожата на еден музичар, на некој што твори, па што има и добри страни, ајде да не дека зборуваме за тоа дека и кога си тажен и кога ти е најтешко, можеби тоа го искажуваш преку песна. Да, меѓутоа едно е лицето дома, друго е лицето за луѓето, за публиката која што секогаш сака да те гледа насмејана, да. Всушност сакав да кажам со оваа песна, но и со овој албум дека еве ви се отварам. Тоа сум јас. Затоа што чекав и не објавував ништо, никогаш не демонтирав, не објаснував. Јас сега вака ви се отварам преку овие песни за некои најинтимности, за делови од мојот карактер. Ова е еден дел од мојот карактер. Некогаш сум нежна како роза, некогаш сум како коприва, но дел од мојот карактер е и следнова. За нас, за музичарите генерално се поврзуваат разни пороци. Јас не пијам, не пушам и не се дрогирам. Пијам само во друштво кога треба да се наздрави, се случува и јас да некогаш, не знам, ме фати пијалок и слично, но не сум тип што пијам. Тоа не е лошо, да се разбереме, но јас сум тоа. Јас зборувам за себе. Мислам, не е лошо да се напие човек и да наздрави и да се забавува и така натаму, но премногу зборам и се нервирам. За премногу зборање ви можете имате прилика да видите колку зборам. Не можеме да дојдеме до следната песна никако. Немаш право, една местана, ќе ја чуваме за крај, не се секира. Така, тука си. А бидејќи сум премногу перфекциониста и професионално и приватно, значи сакам нештата да ми бидат секогаш перфектно наредени и сум човек што бара професионалност од другите луѓе, поготово кога работам, премногу се нервирам. Значи тоа сум јас. Се случува навистина да сум нервозна од одредени моменти кога нешто не оди како што треба. Но секогаш ги решавам нештата на крај. Тоа е многу битно, дека ефектот на крај, резултатот е најбитен. Продуктот и секогаш сум конструктивна, секогаш правам компромис и ги решавам нештата. Значи не е тоа дека се нервирам и дека ги терам сите кај што не треба. Имам еден коментар од Гоце, вели дека те засакал од интервјуто. Ова ти е многу добро интервју. Па ова е најдобро што сум го слушнала, ова е првото CD, кај ќе оди. Гоце, добиваш веднаш CD, тоа е твое, еве го тргам на страна
првото CD. Да, ова беше интересно нешто. Да. Сега имаме следно, правиме, нели? Јас баш имав потреба да го да ја објаснам песната. Кај Бешминка сме се уште или да, добро. Ќе го поврзам и со следната, значи песна, за да можеме да ја пуштиме после тоа. Да, но кога ќе завршиме со Бешминка ќе пуштиме реклами, па ќе продолжиме со следната песна, да. Секако. Значи вака има уште нешто, само дел кратко. Значи во втората строфа викам вака: можеби има многу животни искуства, но ти ме прават едноставна во сршта. Колку поголем е човек и колку пославен и колку повеќе направил за себе, толку поедноставен е. Толку помалку бара околу себе внимание, толку помалку бара луѓето да се тресат околу него, да му се потресуваат. Знаете на што мислам, знаете што значи кога некој реално е човек и кога некој сака да се представи себе си, не знам, како некоја светлина или нешто паднат од Марс. Така што јас сум премногу едноставно, оние што соработуваат со мене, оние што приватно ме знаат, реално знаат за што зборувам, баш со овие стихови. Сега има едно многу интересно, викам, јас не сум мајка Тереза, како и сите ние во животот грешиме, имаме разни грешки кои не учат во животот. Тие грешки не учат. Не сум мајка Тереза, не се обидувам сега преку вас, тоест преку песниве да или преку ова интервју да им се допаднам на луѓето дека ете јас знаете како јас сум мајка Тереза, јас знаете нема посовршена од мене или по не знам каква личност, но не сум ниту ѓаволот лично, како што можеби некогаш некој ме прикажува. Напротив, немам ништо со него. Не се знаеме. Да, сега јас не сум ниту нешто во средина, не сум ниту јуда, ниту нешто слично, плачам, пеам како и сите луѓе на планетава Земја. Имам моменти кога сум тажна и плачам, пеам и се радувам и се смеам. А најмногу се радувам и се смеам секогаш гледам од секоја ситуација да излечам нешто позитивно и за туѓи животи јас време немам. Токму затоа. Не се објаснувам, толку затоа ќе правиме рецензија на песни, но нема да збориме за некои други работи. Имаме аплауз? Нема вештачки аплауз. Не, чекај. Ева. Да, тоа е тој. Ќе го споиме со вештачки. Така. Да. Еленче, браво ти честитам за убавите зборови. Одиме со кратки реклами, па се враќаме да направиме и за немаш право една мала рецензија и на брзина да ги одговориме прашањата, за да сакам имаме време толку ние да ја слушнеме и таа песна. Само на кратко пред да одиме со следнава песна, така сега во меѓувреме ме прашате за која песна имаме спот следен. Така имаме прашање, но мораме ајде рекламите да ги слушнеме и се враќаме за тоа, да. Ќе го чувам одговорот. Еве што пишуваат нашите слушатели, ја споменавме Бешминка, имаме тука краток одговор за спот. Сакаат да знаат околу следен спот, тука можеме да поврзаме две прашања, нели за која песна следно ќе сними спот и дали Бешминка ќе се добие Еленче спот. Значи вака. Прво за она што е да речам актуелна, тоа е следниот спот што го снимам, не е поврзан со Бешминка, значи следниот спот е за песната Како да се знаев, видов на Facebook, готово. Со Панчо веќе активно изминативе 2 недели, буквално по состаноци сме, договараме сите нешта за да биде како што треба да го личи, значи повторно го работиме со Томато продукција. И овој пат ќе биде нешто поразлично како тематика, ќе има интересна оригинална идеја, ќе се снима во Фламинго казиното во следнава недела, значи отприлика за 4-5 дена го снимаме. Ќе дојдеме на снимање да фатиме фотографија, некоја добра. Може. Ве поканувам вака јавно и официјално. Благодарам многу. Тоа е следниот спот што ќе го снимаме. Ај не откривам, можеби ќе се најде една личност со која ме поврзува изминатиот период, ја договаравме за во спот, па да, у суштина ете гледаш како една од тие трачеви. Тоа е тоа поврзување, историја договараме за спот, таа личност можеби ќе се појави во спотот, можеби и не последниот трачеви, мислам дека ќе избега далеко од мене. Ајде ќе чекаме да видиме. Се шегувам, да. Јас се насмеав на следно прашање многу интересно од една колешка наша од Вистина. Вели, дали црвено-белите чорапчиња на музичкиот избор М2 по кој стана препознатлива беа твој избор или избор на стилист? Ова ти го нема никој поставено за сега. Значи вака, дефинитивно беа прво мој избор, а потоа одобрение од принц, Александар Ристовски принц, со кој со години екстремно многу се почитуваме, многу го сакам како професионалец и како уметник, но и приватно како човек. Значи тој што е виновен за да остане сепак да го носам тој стилинг, бидејќи кога имате 16 години, сакате брзо да пораснете, сакате штикли, халини,
фризури, нели сарми на глава, не знаете дека тоа всушност не ве краси, него ве гнаси. Така што за среќа во таа ситуација принц навистина и го има тоа чувство за сцената и за тоа што е добро за на сцена и ме предомисли, буквално кажа, не, ти ќе бидеш во патичињата црвени и во чорапчињата, сукниче и мајче и тоа е и крај. И јас нормално верувам на професионалец кој со години си работи својата работа како што треба и така испадна. И тоа е тоа. Сега пред да преминеме кон завршни зборови, сакам да ја поздравам, помина зависли. Сакам да ја поздравам и Тијана која што ни пиша на Facebook, имаше прашање околу спотот за Бешминка, каде може да го купи албумот. Тијана, еви за тебе еден албум со подпис на Елена. Третиот албум оди во рацете на Гораст. Само да видам, имавме и прашање од само каде беше тоа, од Сашко Митревски за доживотно. Кажавме дека нели од кого е текстот, дека не е твоја автобиографска, но сепак убав текст, нешто што па мислам дека нема некој што не би се поврзал со текстот, бидејќи еден многу битен сегмент тој збор доживотно, нешто што сите имаме некакво, да кажам, доживување, случка или личност или нешто што доживотно ќе го запаметиме и мислам дека напросто е толку гениално осмислен текстот од страна на Александра Милутиновиќ што секој може да се поистоветува и поврзе со текстот. Значи нема конкретна приказна по која ќе приметите што се случило во нели на самиот автор додека го пишувал текстот, но нема некој што не би се поврзал. Јас морам да признам една работа. Значи, навистина имам премногу песни за себе и текстови напишано, но така многу лесно се поврзав со овој текст и песна, што самата јас кога ќе си ја слушнам песната и кога ги чујам првите виолини кои на почетокот започнуваат песната, не можам а да не почувствувам нешто така, не знам, некоја тежина. Так. А можете да замислите кога ја пеам со какви емоции навладам. Уште колку време ни треба да си му обетиме, колку ми е само убаво. И петиот албум оде во рацете на нашата слушателка Лидија од Куманово. Толку имавме 5, но слушате не, ќе си ги слушате песничките од Елена редовно на Радио Слободна Македонија, се разбира ќе имаме уште изненадувања. Еленче, пред да завршиме со Немаш право, ја сакам многу да ти се заблагодарам што беше наша гостинка, да ги поздравам твојот тим, Мила Кадриу, нашиот Даниел, да не забравиме, ги има многу луѓе кои што Васе, кои што застанаа позади тебе за овој проект, така? Да, видиш, информиран. Така е, да ги поздравиме сите тие, но исто така и T-Mobile со кои без кои всушност немаше да го изреализирам целото ова. Да, целото ова, целиот албум и сите медиумски покровители во кои спаѓате и вие. Да, ете сме тука на албумот. И вистина точка. Така што ете еден голем поздрав до сите кои ме поддржа и морам да признам дека една огромна сатисфакција кога медиумите новинарите на вистина ќе ве поддржат покрај милионте такви кои ќе се обидат да малку она што го градите со години го зашмрлјат, што би рекле, за другите збори. Добро, да не ги споменуваме веќе другите. Јас од срцето. Ама битно е во такви моменти кој ќе застане за вас, тоа сакам, затоа сакав да го споменам. Тоа е најважно. Од срце ти благодарам што беше дел од Радио Слободна Македонија. Да, вистина е дека треба да се посветува внимание на медиумите за промоција, но сепак знаеме и во каков период се сега гужви, галама, снимање спотови, промоција на албуми. Искрено ти благодарам што одвои време за нашите слушатели. Во секое време за вас и за вашите слушатели. Немаш право. Немаш право. За крај. За крај. Ти благодарам многу. Имаме нешто да кажеме. Може да ја пуштиш, Владо, песната, да, слободно, но немаме време за целосна рецензија. Нема потреба, нема потреба, едноставно оние што ќе слушнате нека уживаат во текстот. Да, едноставно нека уживаат и мислам дека веќе одгатнуваат за што станува збор. Ова беше Мак Сцена, 4 февруари 2016 во продукција на Радио Слободна Македонија, уредник и водител Ване Марковски, музички уредник Иван Бечковиќ, техничка реализација Владо Дамјановски, Далибор Зафировски, Никола Давчев, Дине Вучков. Се слушаме следниот четврток, февруари 2016. Me poznava, јас во тебе верував. Мислев дека барем ти ме познаваш. Немаш право ти да ми судиш, немаш право да ме осудиш. Бог ќе ни суди. Немој само ти. Пред одлука ја стојам и размислувам дали вреди да се борам или да
ja se откажам. Твоите навреди ги голтам, само ги потиснувам и со молчење ќе пробам да ти докажам. Немаш право после се ти да ме напаѓаш, дека јас сум виновна што се распаѓа. Ти во себе, во себе, во себе најди ја вината што мене ми ја префрлаш. Немаш право ти да ми судиш, немаш право да ме осудиш. Бог ќе ни суди. Немој само ти, немој да судиш. Немаш право да ме осудиш. Бог ќе ни суди. Немој само ти. Денес си победник, утре си губитник. Денес си богата, утре си ромав. Денес си победник, утре си губитник. Денес си со мене, утре си сам. Ти во себе, во себе, во себе најди ја вината што мене ми ја префрлаш. Немаш право ти да ми судиш, немаш право да ме осудиш. Бог ќе ни суди. Немој само ти, немој да судиш. Немаш право да ме осудиш. Бог ќе ни суди. Немој само ти. Се лажеш себе ако мислиш дека безгрешен си ти. Немој да судиш. Немој само ти. Немаш право на нас и немаш право на се. Немаш право да судиш, не. Немаш право на се, немаш право на нас. Немаш право да ме судиш мене. Вести, македонска музичка сцена. Новитети, промоции, настани, албум. 60 минути музика на кирилица на Радио Слободна Македонија. Мак сцена со Ване Марковски.